Почитувани граѓани, почитувани организатори од Граѓанската асоциација МОСТ, директор е Дарко Алексов, почитуван амбасадоре на Европската унија во Република Македонија Самуел Жбогар, почитувани амбасадори овде присутни на земјите членки на Европската унија, представници на другите дипломатски конзуларни представништва, почитувани представници на Државната изборна комисија, почитувани представници на владините организации, на граѓанскиот сектор и почитувани представници на медиумите. Дозволете уште на самиот почеток да овој собир го уверам дека владата на Република Македонија во граѓанска Македонија гради институции за граѓаните и на граѓаните. И на предстојните избори, што за прв пат после 11 години ќе ги организира нова влада, влада во која што сум јас дел и која што јас ја предводам, една од главните определби е да ги заштити и граѓаните и државата од било какви партиски влијанија во пресрет на предстојните локални избори. Во првите 100 дена покажавме дека нема повеќе злоупотреба на јавни ресурси за лични и партиски цели. Нема да има ниту за изборни цели. Вршителите на јавните функции не ги злоупотребуваат своите активности за лични и партиски цели. Ниту ќе има такви злоупотреби за изборни цели. Администрацијата ќе остане спокојна, како и во овие 100 дена по формирањето на новата влада, уцени, закани, заплашувања, притисоци нема. Нема да има ниту за изборни цели. Ослободувањето на државните институции од партиски влијанија или популарно наречено одвојување на државата од политичките партии е обврска од договорот од Пржина. Тоа е укажување во досегашните извештаи на Европската комисија за напредокот на Македонија. Тоа е препорака во досегашните извештаи на наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР и на другите меѓународни организации. Тоа е барање на Граѓанската асоциација МОСТ, како и на други домашни наблюдувачи на досегашните изборни циклуси. Тоа е пред се и над се очекување на граѓаните на Република Македонија. Но пред се, почитувани граѓани, почитувани амбасадори на Европската унија, представници на МОСТ, почитувани присутни, меѓу кои присутните на политичките партии, одвојувањето на државата од партијата е даден збор исто така. Заложба, определба и стратешка цел на новата влада на Република Македонија. Колку сериозно, како влада пристапивме на решавањето на оваа прашања, покажува тоа што внесовме низа заштитни механизми во реформската рамка, планот 369, на чија што имплементација посветено и енергично работиме. Одржувањето фер и демократски избори е врвен приоритет на владата на Република Македонија. Јас верувам дека треба да биде врвен приоритет на нашата држава Република Македонија. Постојат повеќе планирани мерки на краток, среден и долг рок што ќе ги преземеме, за да ги отстраниме недостатоците околу организацијата и спроведувањето на изборите и изборниот процес, според препораките на ОПСЕ ОДИХР, Венецијанската комисија и во соработка со граѓанското општество во државата, со пријателите од Европската унија и со другите меѓународни организации. Дел од нив се однесуваат и на мерки во функција на одвојување на државата од политичките партии и мене ми е навистина драго што денеска овде ќе зборам и за ветени и за завршени обврски. Владата на Република Македонија до денес ги усвои сите мерки што досега можеа да се направат и зависеа од волјата и надлежноста на владата за одвојување на државата и политичките партии, како и за одржување фер, слободни и демократски избори. За одвојување на државата од политичките партии според планот 369, владата усвои инструкција со укажување дека во врска со изборите нема да се дозволи заплашување и притисок врз администрацијата, со охрабрување да се пријавуваат евентуалните случаеви на притисок до надлежни органи, при што ќе следи суспензија на раководните лица доколку се утврди злоупотребата. Обезбедивме средства во буџетот за работниот ангажман на лицата во правното оделение во Државната изборна комисија до крајот на годината, со цел да може да дава навремено мислење по поднесените приговори. Обезбедивме средства во буџетот за работниот ангажман на лицата во секторите за избирачкиот список и IT во Државната изборна комисија до крајот на годината,
со цел да се зголеми ефикасноста на комисијата. Владата усвои упатство за забрана за користење државни ресурси од страна на учесниците и кандидатите за време на изборниот процес. Врз основа на ова упатство, а во координација со другите надлежни институции и граѓански организации, владата ќе донесе мерки со кои што ќе ги спречи учесниците и кандидатите да користат државни ресурси за време на изборниот период. Користење службени возила, репрезентација, службени канцелариски простори, административни капацитети и слично. Владата донесе одлука за доделување на трајно користење на Државната изборна комисија на простор во кој што оваа институција е сместена и дополнително преку тоа да гарантира нејзината независност. Исто така, постои насока во планот 369. Државната изборна комисија во соработка со Министерството за внатрешни работи да продолжи со теков на ажурирање на избирачкиот список. Владата на Република Македонија е подготвена да формира координативно тело кое што ќе го контролира процесот на доследно почитување на забраните што произлегуваат од изборниот законник во периодот од денот на распишување на изборите до нивно завршување. Оваа идеја во функција на одржување слободни, фер и демократски локални избори на 15 октомври 2017 година со цел унапредување на довербата во изборниот процес од страна на сите субјекти, како и заради превенција и оневозможување на каков било притисок врз граѓаните во поглед на нивното гласење на изборите и за неа и денеска можеме да дискутираме. Јас на крајот сакам да ве повикам како граѓански организации. Бидете активни. Потребни сте им и на граѓаните и на државата. Како влада ќе ве следиме внимателно и ќе ве сваќаме сериозно како и досега. Сите заедно да придонесеме во Република Македонија да се одржат фер и регуларни локални избори. Ги повикувам граѓаните. Отворен сум, отворени сме и како влада. Така мора да работат и државните институции. Сугерирајте, почитувани граѓани, се што мислите дека е потребно и можеме да правиме во функција на фер и регуларен изборен процес. Очекувам принципелна поддршка како и за сите важни процеси за државата досега и од нашите пријатели Европската Унија, Соединетите Американски држави, ОПСЕ, ОДИХР. И секако упатувам апел до сите, посебно до раководните лица во владините и во државните институции. Нула толеранција ќе има за евентуални изборни злоупотреби. Република Македонија за краток период успеавме да ја исправиме на вистинскиот евроатлантски пат. Демократските, фер и регуларните локални избори, покрај сите други реформи што ги отпочнавме и напредокот во добрососедските односи, отвараат реални евроатлантски перспективи за државата, а тие подразбираат пред се шанси за економски напредок и квалитетен живот за граѓаните на Република Македонија. Да мислиме секој на интересите на граѓаните и на државата. На потек е секој да ја примени одговорноста што ја покажавме како граѓани пред демократскиот свет во премрежијата со кој што демократијата ја тестираше нашата зрелост. Демократијата не е лесен и брз процес, но таа е патокас кон нашата иднина. Да продолжиме со примена на демократски вредности за стабилна и сигурна заедничка иднина.